Утрово откако се раздени, екипа на телевизија Кочани излезе на терен за да ги регистрира последиците од синокешното невреме, кое проследено со силен пороен дожд, ветер и грамотевици го зафати Кочани и поширокиот регион. На повеќе улици во централното градско подрачје може да се забележат наноси од песок или купчиња кои ги направиле вработените во водовод. На повеќе места може да се забележат траги од поплавените улици и тротоари од смет и други отпадоци. Сепак, најлошо поминаа поплавените деловни објекти и семени куќи, бидејќи тука се направени и најголеми штети. Собствениците на објектите кај Стокома, како што кажуваат, поминале драматична ноќ во борба да ги спасат новите конфекцијски машини во една од просториите. Им помогнала и противпожарната единица која со пумпи ја испомпувала водата од објектот. Вода навлегла и во маркетот на Стокомак, чии вработени утрово ги чистеа наносите од талог и ги проценуваа штетите. Овде се насобрала вода од населбите Шатрови, Кусова, Чешма и од булеварот од Осије Паунов, која носела се пред себе. Вообичаено најпогодени се и собствениците на дуќаните во трговскиот центар, кои по драматичната и непреспиена ноќ од утрово брзаа да ги иштитат деловните објекти и другите поплавени делови за полека да се вратат во нормала. Видно разочарани, бидејќи овој проблем им се повторува по кој знае кој пат. Тие бараат целосно и квалитетно решение. Синоќи по кој знае кој пат повторно сме поплавени, направени многу голема штета. Значи сета вода од улицата што дојде кај нас од дуќаните. Од трговски водата што ја спроведува кај нас од дуќаните. Значи звониме на водовод, они викат не е до нас, звониме у собранието, исто така и патуват од водовод. Не знаеме дека више да се жалеме, ова е веќе поима няма, значи плаќаме кири, плаќаме давачки, даноци, казни, се живо плаќаме и на крајот па не може да работиме. До сега ова е 7 години сум тука, може да е 5 и 6 пат кога сме поплавени, никој ништо не презема мерки. Дознаваме дека во еден од угостителските објекти, како последица на навлезената вода од струен удар, се запалил ладилник, каде за среќа се поминало само со материјална штета, бидејќи вработените на време го напуштили објектот. Инаку во текот на денот поедини граѓани пријавуваат штети на кровови и во подрумски простории.